Никола Петров Русински роден е на 21 ноември 1875 година во село Русиново, Малешевско. Неговиот татко починал летото 1876 година како последица од рана здобиена во борба, оставајќи 4 сираци. Најмалиот, Никола, тогаш имал 9 месеци. Поради семејната сиромаштија, тој морал рано да го напушти училиштето и продолжил на изучување занајати, најпрвин ковачки, а потоа шивачки, ѕидарски и други. Забележан од власта како бунтаджија, во 1893 година Русински морал да го напушти родното село, заминувајќи во Цариград. Престојот во престолнината бил мощно значаен за осмислувањето на неговиот иден живот и борба. Бил во тек со актуелните политички избитнувања, посебно со револуционерните и со ослободителни вриежи и на другите подчинети народи во империјата. Бил претплатник на весниците Новини, Глас Македонски и на Право, преку чија содржина бил во тек со настаните во Македонија и со активностите на македонските емигранти во кнежевството Бугарија. Така и дознал дека во Софија се формирал Комитет за ослободување на Македонија на чело со Трајко Китанчев. Понесен од еуфоријата во споменатите весници за скорешното ослободување на Македонија, Русински го напуштил Цариград и се упатил во Софија. На крајот од јуни 1895 година тој се вклучил како доброволец во вооружената четничка акција на Македонскиот комитет, претенциозно именувана како Мелничко востание, искрено верувајќи дека се работи за ослободително дело за Македонија. Веднаш сватил дека се работи за акција која не е резултат на местните услови. Се вратил во Софија и се запишал во военото подофицерско училиште, понесен од мислата за полезноста на воената едукација за идната револуционерна борба. Паралелно со тоа, тој формирал и таен револуционерен кружок од неколкумина соученици. Во учебната 1895-96 година Никола Петров Русински се запишува во военото подофицерско училиште во Софија, сметајќи од потребата за воена подготовка за полесно действување во таа револуционерна борба. И токму во оваа учебна година и тој ќе го формира тајниот револуционерен кружок во кој учествувале негови соученици. Меѓутоа, токму и во овој период, тој свеќе и почнува да контактира со личности кои што посредно или непосредно биле инволвирани во активноста на револуционерната организација, и тука ќе се случи и во овој период и средбата на Никола Петров Русински со Гоце Делчев, која што се случува во мај 1896 година, брзо по одржувањето на Солунскиот конгрес. Гоце Делчев веќе и бил член на задвеничното представништво. Во овие директни разговори со Гоце Делчев и Никола Петров Русински, фактички тие се ја осознале потребата и од социјалната револуција на македонскиот народ, од действувањето на социјалистите внатре во организацијата, подготвување на народот со ширење и на социјалистичка книжнина. Фактички од тука произлегува тезата дека слободата на македонецот е негово сопствено дело. Никола Петров Русински е едно од позвучните имиња од редовите на македонското револуционерно и национално ослободително движење. Тој со своето делување во редовите на македонската револуционерна организација дава особен придонес во разраснувањето на воените сили на организацијата. Бил образован, војнички, се школувал во военото училиште во Софија и овие и теоретски и практични сознанија навистина ги применил на теренот и тој е организатор и раководител на една од поголемите четнички школи на организацијата. Во тоа време редовно ги читал и весниците на Македонска работничка социјалистичка група Револуција и Малешевски Балкан и се запознал со принципите
на револуционерниот социјализам со девизата «Ослободувањето на Македонија е дело на самите македонци» и идејата за создавање на една независна Македонска република. Во Софија, Русински се запознал и се дружел со македонци кои биле непосредно или посредно ангажирани во веќе основаната тајна македоно-одринска револуционерна организација ТМОРО од 1896 година. Меѓу нив бил и членот на задграничното представништво на организацијата Гоце Делчев. Нивната прва средба се случила во Софија во мај 1896 година, веднаш по одржаниот Солунски конгрес на организацијата. Разговарале за македонското прашање, но и за организираното револуционерно дејствување во Македонија. Во меѓувреме, тајниот кружок на Русински бил откриен од воените старешини, пошто тој во март 1897 година морал да го напушти Софиското воено училиште и за да не биде фатен како дезертер, нелегално ја преминал границата. Никола пристигнал во родното Русиново, каде што се информирал за целата нишка на револуционерното движење во неговиот крај. Наскоро, на средбата што е имал Русински со Делчев во Софија, била конкретизирана идејата за составот на една револуционерна чета, војнички добро подготвена, мобилна и способна за брзо дејствување. Четата била именувана како Малешевска. Меѓу другото, со ваква војнички обучена чета, Делчев се обидел на 2 пати по насилен пат да обезбеди финансиски средства за ТМОРО, но неуспешно. Во есента 1897 година Русински повторно бил на терен во Малешевскиот крај, каде што исполнувал наредби доверени од реонскиот раководител Ефрем Чучков. Тука, во ноември 1897 година, војводата Русински заедно со неговата чета биле затекнати од виничката провала во редовите на организацијата. Тој веднаш испратил курири до сите села во Малешевскиот крај, складираното оружје да се премести во други скривалишта, а луѓето да пребегаат во Бугарија. Четата на Русински била принудена во тешки временски услови да се повлекува кон горноџумајскиот реон. Вечерта, спроти 18 ноември 1897 година, цела ноќ патувале низ снегиви улици, наоѓајќи прибежиште во една воденица покрај Сухострелска река. Престојот во неа имал катастрофални последици за здравјето на војводата Русински и на неговите четници. Сеќавајќи се на овој настан, Русински кажува: Двајцата премрзнати четници од мојата чета, родум од Пијанечко, умреа. Имаше двајца и во болница. Тие си отидоа пред Великден, а потоа умреа во Солунскиот затвор. А јас, таа, 1898 година, отидов во болница. Во месеците што следеле, поради се уште влошеното здравје, но и огорчен од некои состојби во редовите на ТМОРО, по виничката афера, Русински се повлекол од активностите во организацијата. По виничката афера, со нарушено здравје, Никола Петров Русински е приморен да замине од Македонија и доаѓа во Софија, тогашниот слободен дел од Балканскиот полуостров, од Бугарија, каде што македонските револуционери и интелектуалци наоѓале прибежиште. Била блиску до македонската граница, блиску до револуционерните случувања. Во Софија Никола Петров Русински се запознава со Васил Главинов, раководителот, идеологот на македонската социјалистичка револуционерна група. И тука фактички му се приклучува на македонското социјалистичко движење, тука се развива како интелектуалец, како социјалист, како еден од идолозите на ова движење. И се размислува во Софија за тоа како да се спроведе една социјална револуција во Македонија. Иако е револуционер, сепак
Русински гледа и една друга страна од неговото действување, значи покрај таа ослободителна, револуционерна, вметнува еден работнички, социјален елемент во своето действување. Приближно во тоа време се запознал со Васил Главинов, предводник на Македонската социјалистичка револуционерна група во Софија. Токму од оваа група произлегла јасната определба ослободувањето на македонецот да биде негово сопствено дело, која станала лозунг на македонските револуционери, членови на ТМОРО. Дел од членовите на Македонската социјалистичка група решиле да заминат за Македонија и таму да формираат социјалистички групи, како и да започнат со издавање социјалистичка книжнина со револуционерна содржина. Прв за Македонија заминал Никола Карев, по него тргнал Веле Марков, а нешто подоцна и Русински. Наскоро тројцата согледале дека услови за револуција во Македонија имало, но не за онаква за каква што дошле да подготват – социјална револуција. Никола Карев, Веле Марков, а потоа и Никола Петров Русински тргнуваат за Македонија и се стационираат во Крушевски предел, во Крушевската околија. Интересно тоа што и Карев и Веле Марков се крушевчани од Крушевско. И фактички и Русински, бидејќи е член на таа група, доаѓа со нив и действува во Крушевско. Тука се размислува за таа социјална револуција, меѓутоа се увидува дека постојат поголем број тешкоти за остварување на таа мисла, за таа идеја. Најпрво се размислувало за приклучување кон една поголема организација за да може да ги остварат своите цели. Затоа се појавиле првите размисли, првите идеи за да се приклучат кон ТМОРО, кон веќе однапред созданата Македонска револуционерна организација. И затоа и се дискутирало на првата Македонска социјалистичка конференција, одржана во јуни 1900 година, во Крушевско, во секторот во околијата на селото Житоше. И како една од идеите, од размислите што се наметнала, е како социјалистите да се влеат во Македонската револуционерна организација и оттаму да ги реализираат своите замисли. ТМОРО во актуелниот момент го имала опфатено поголемиот дел од сето она што било незадоволно од современиот поредок. Како што се сеќава Русински, на 3. јуни 1900 година тој, Лазар Главинов, Веле Марков, Петар Карев и Павле Костов се собрале во Житошкиот синор, близу до Крушевските ниви под звездено небо и ја отвориле првата социјалистичка конференција во родната земја Македонија. Македонските социјалисти се изјасниле за идејна и практична работа во редовите на самата внатрешна револуционерна организација. На тој начин, социјалистите први го поставиле прашањето за нивно слевање како група во ТМОРО. Битолскиот окружен комитет одолговлекувал со насењето решение околу ова прашање, а како оправдување најчесто се споменуваат неколку моменти. Затворањето на Даме Груев во врска со попставревата провала во 1900 година, конзервативното граѓанско убедување на некои окружни раководители, особено на Анастас Лозанчев, непопустливоста на социјалистичката група и слично. Георги Поп Христов, раководителот на Битолскиот окружен комитет, се сеќава. Долги ноќи споревме за нашите принципиелни ставови, се додека не се убедивме дека не сме многу далеку од нивното разбирање и дека не се разликуваме премногу во економската и политичката борба за братот роб. Тогаш Русински и Веле Марков се согласија да влезат во редовите на нашата организација и да работат со нас, но да им се даде можност да работат меѓу работничката класа. Им определивме реони за действување, а тие ни го предадоа својот печат.
Вклучувањето на македонските социјалисти во редовите на ТМОРО имало крупно историско значење за македонското национално ослободително движење, давајќи му длабоко хуман и прогресивен колорит. Никола Петров Русински бил назначен за војвода-организатор и агитатор на Демирхисарската револуционерна околија на Битолскиот револуционерен округ. Од тогаш па се до крајот на 1903 година, името на Русински е конкретно поврзано со Четничкиот институт. Токму како што бил Гоцевиот концепт за четите, тој ја ширел идеологијата на организацијата, агитирал, просветувал и воспитувал, заштитувал, судел и делел правда, подучувал на воена вештина, набавувал оружје, ги гонел локалните разбојнички банди, но и паравоените чети испратени од соседните балкански земји. Се занимавал со разузнавање како и со одбрана на суверенитетот на организацијската територија. Накусо создал четничка воено-политичка школа која не била надмината од ниеден друг војвода-организатор во ТМОРО. Русински уште тогаш јасно проценил дека политичката агитација треба да се насочи кон народот. Ослободителната борба требала да го опфати целото население во Македонија, а особено сиромашното турско население. Никола Петров Русински својата дејност во Демирхисарската околија ја одвивал во периодот од 7 март до 14 август 1900 година и во овој период од 5 месеци тој успеал, значи, да действува во околу 80 македонски села, да го подготви населението во офанзивна и дефанзивна борба, исто така да ги научи на маневрирање во таа борба, на цикцак трчање, на валкање по земја без тоа да се да се тргне окото од нишанот. Меѓутоа, претежно го опфатил селското население Никола Петров Русински во оваа обука и во неговата чета на Русински биле вклучени и негови блиски другари, како што биле Веле Марков, Јордан Пиперката, кој што подоцна и тие самите ќе станат војводи, како што бил Веле Марков, значи војвода на Крушевска организациона чета, и Јордан Пиперката му била доделена да води Демирхисарска чета. Организаторската и агитаторска дејност на војводата Русински во Демирхисарската и во Крушевската револуционерна околија се одвивала од 7 март до 14 август 1901 година, кога со четата ги поминал сите села на реонот. Настојувал да ја приспособи работата кон локалните услови во согласност со карактерот и со обичаите на местното население. Идејата за востание е речиси одсутна во неговата агитација од ова време. Во согласност со задачите што ги имал, војводата Русински престојува во Крушево околу 20 дена, подготвувајќи ги со воени знаења и вештини и легалните функционери и групи на организацијата во градот. Тој започнал да води детална статистика за имотната и за семејната состојба на населението во секое село, поради создавање на автентичен материјален фонд на селските револуционерни организации. За време на 5-месечната револуционерна активност, тој успеал да организира околу 80 села во рамките на ТМОРО. Во неговата чета биле оспособени повеќе војводи, кои станале да действуваат во конкретниот револуционерен реон, како Веле Марков, Јордан Пиперката, Ванчо Србаков, Наќе Јанев и Арсо Велјановски. Во периодот од август до ноември 1901 година Русински бил војвода на Прилепската револуционерна околија. Главна задача му била да ги открие причините за фракционерската борба и нивните последици. Како резултат на лошото работење на Прилепскиот градски комитет, многу млади луѓе станале жртви. Ова било многу разочарувачки за Русински.
Во градскиот актив особено влијание имале представниците на проект за архиското и конзервативно определено граѓанство, во чија средина се појавила и развила контрареволуционерната организација Револуционерно братство на чело со бугаринот Иван Гарванов. Резимирајќи ја својата ангажираност во Прилепската револуционерна околија, Русински констатира слаб ефект, односно дека не успеал да ја совлада подвоеноста на прилепското членство на ТМОРО, поради што и не можел да ја реализира својата агитациско-организацијска дејност во целата револуционерна околија. За прилепчани, војводата организатор не бил ништо повеќе од терорист, а за агитацијска работа, како комплексен процес на револуционерната организација, и не станувало збор. Оттука е и големото суштинско разидување на Русински со Прилепскиот револуционерен комитет и неговата жалба до Гоце Делчев. Делчев извршил ревизија на дејноста на Прилепскиот револуционерен комитет, а Русински добил нова задача – војвода-организатор и агитатор на Охридската револуционерна околија. На 11 ноември 1901 година, тој во придружба на Христо Узунов, член на Охридскиот револуционерен комитет, заминал за градот Охрид. Охридската револуционерна околија го опфаќала целиот Охридско-струшки басен со долината на реката Црни Дрим кон Дебар, потоа Долна и Горна Дебарца, Малесија, Струшко и Струшки Дримкол. Како приоритетни задачи пред војводата биле поставени отстранувањето на се уште актуелниот војвода на организацијските чети во реонот Тале Горанов поради недисциплина кон организацијската програма и негово препраќање во Битола пред окружниот комитет, како исправување со екзархискиот владика Методи, кој го попречувал развојот на револуционерното движење во Охридско. Русински започна со активност во Охридско-струшката револуционерна околија на 27 ноември 1901 година во селото Велгошти. Следувала интензивна активност во 80 планински и полски села северно од градот Охрид, а потоа во полските струшки села, во Дримкол и Малесија и во Дебарца. Војводата забранил носење скапи носии, скапоцен накид, женски украси, но и правење скапи свадби, слави и имендени. За воиднина им ги определив трошоците за свадбите, кои не треба да бидат повеќе од 400 гроша и никој не смее да ја прекрши мојата наредба. Потребата од подобрување на економскиот, на социјалниот и на безбедносниот живот на населението во Охридско-струшкиот револуционерен опфат била повод војводата Русински да упати отворено писмо до битолскиот валија Едип Паша. Во писмото барал десеточниот систем на спахилакот и на продажбата да биде со согласност на селските општини, без насилство, именување некорумпирани пољаци по потекло од локалното христијанско население, кои би биле целосно зависни од нивните селски општини. Оружје да носи само полицијата и војската. Запирање на потерите, ослободување на оние затвореници што биле затворени без докази и така натаму. Војводата Русински покрај другото имал задача да обезбедува и заштита на селата од напади на разбојничките банди од разните албански племиња, како и од нападите и убиствата на фанатизираните турски комитети и нивните вооружени чети. Така, во пролетта 1902 година, воено-тактички подучени од војводата Русински, селаните од нападнатите села во Малесија, Локов, Ржаново, Избажни и дале голем отпор на ограбувачката банда дојдена од албанските предели, која броела повеќе од 200 лица. Слична била и одбраната на нападнатите села од Горна Дебарца, Лактиње, Годивје и Врбјани. Една од најзначајните поставки на војводата и неговата чета во Охридско-струшкиот крај било ликвидирањето на актуелниот раководител на Охридскиот турски контрареволуционерен комитет и насилникот Беџетбек.
Чифлик Сајбија од село Злести и на неговата 5-члена чета. Охридско-Струшкиот револуционерен реон, поради својата големина и местоположба на граничник со албанските предели, условувал внимателна и активна организацијска работа. Затоа, Русински ја поделил агитацијско-организацијската чета на 4 реонски чети – за Малесија, Дримкол, Дебарца и Ортакол, Езерските села и Струшкото поле. Војводата особено се ангажирал околу изнаоѓањето извори и воспоставување канали за континуирано доставување на оружје. Оружје се испраќало и во Демирхисарскиот и Крушевскиот реон. Русински, кога бил определен да биде раководител во Охридскиот регион, дал голем придонес како агитатор, како организатор и во разраснувањето на целокупната структура на Македонската револуционерна организација. Со влегувањето во тој регион, тој систематски почнал да ги посетува сите села и крај езерските, и полските, и планинските, вклучително и градовите Охрид и Струга, и самиот во своите спомени, значи со една реченица каде што кажува успеав да организирам 80 села, го кажува резултатот од своето дејствување на теренот. Револуционерната дејност на војводата Русински во Охридскиот реон за вистински непријател ја имал граѓанската опортунистичка групација на ТМРО со проврховистички и проекзархиски тенденции. Русински посебно го посочува членот на градскиот комитет Никола Златарев, кој најверојатно исполнува наредби на некои од раководителите на окружниот комитет на Битола, како Анастас Лозанчев, кои што биле исклучително нерасположени кон социјалистичката определеност на Русински. Во практиката тоа се реализирало со испраќање анонимни писма до неуките и прости четници со цел да се поттикнат на револуционерна недисциплина и непочитување на војводата организатор. Согледувајќи какви би биле последиците од овие постапки во однос на организацијата, Русински резигнирано заклучил: подобро народот сам да се ослободи од нас, отколку да му донесеме несреќа со некоја афера. Во тој период, Русински се верил со охридската учителка и револуционерка Константина Настева Бојаджиева. На 7 декември 1902 година Никола Петров Русински заминал за Битола, каде што Битолскиот окружен комитет го назначил за војвода и организатор на револуционерното движење во реонот на Битолското поле и на Мариовско. Една од спецификите во тие села биле големото влијание на Цариградската патриаршија во покрчување на македонското население, како и црковниот судир помеѓу патриаршијата и екзархијата. Често и родени браќа се делеле на екзархисти и патриаршисти. Затоа војводата укажувал дека за слободата на својата татковинска земја потребно е народно единство, онака како што тоа и го декларирал Уставот на Тморо. Во меѓувреме се случиле некои настани кои сосема го измениле текот на активностите што ги планирал војводата. Тоа биле пред се одлуката донесена во Солун во јануари 1903 година за кревање во оружено востание во Македонија и неговото заболување од пневмонија и лекувањето во Битола. На 15 април 1903 година Русински добил соопштение од Битолскиот окружен комитет да замине за село Смилево на Конгресот на Битолскиот револуционерен округ. Конгресот од 19 до 24 април 1903 година бил организиран во согласност со определбата на Тморо за одржување окружни конгреси кои требало да донесат одлуки за подготовка и за изведување на востанички акции во секој округ. Русински, како представник на револуционерниот реон за Битолското поле и за Мариовско, бил присутен за сето време на конгресот. Тој бил предложен и за еден од секретарите на конгресот. Јас не прифатив
бидејќи сметав да создадам опозиција против формираната силна струја за востание, се сеќава Русински. Најважна тема на Конгресот била прашањето за кревање на востанието. Русински се искажал против овој предлог. Според него, едно недоволно подготвено востание би го дезорганизирало веќе изграденото дело на тајната Македоно-Одринска револуционерна организација, која по неговото евентуално задушување од османлиската војска би станала лесен плен на надворешните вооружени пропаганди. Русински бил поддржан од Никола Карев, Ѓорѓи Сугарев, Христо Узунов и Петре Ацев. Земајќи збор по настапот на Русински, Борис Сарафов го изразил своето убедување за сигурна и ефикасна воена интервенција на Бугарија. Таа божем само чекала повод за тоа. Преовладала струјата што била за кревање на востание. Русински, како дисциплиниран војвода на Тморо, и се покорил на волјата на мнозинството. На Конгресот тој бил избран за член на Прилепското горско началство заедно со Петре Ацев, Тале Христов и Јордан Тренков. Битолскиот полски и Мариовскиот реон заедно со четите биле приклучени кон Прилепскиот револуционерен реон. Реонот на Битолско-Мариово го задржал Русински, а Плетварскиот реон останал за четата на Ацев. Во периодот пред започнувањето на востанието, Русински им давал конкретни упатства на луѓето како да се собира, распоредува и складира храната и облеката, како да се организира медицинската служба и слично. На 7 јули 1903 година, одејќи на закажана средба за усогласување на активностите, војводата Русински заедно со својата чета започнува борба со османлиската војска во близина на селото Дуња. Имено, четата на Петре Ацев, поради невнимание, се судрила со една воена потера во местноста Будимаш, на целата Беловодица и Пештани, и прифатила борба на позиции многу неповолни за неа, претрпувајќи големи загуби. Русински, кој дошол на помош со четата, сепак успеал да излезе од борбата со релативно мали загуби. Тој бил лесно ранет, а меѓу загинатите бил неговиот заменик, војводата Ванчо Наумов. По повикот за објавување на востанието на 1. август 1903 година, Русински веднаш тргнал кон село Витолишта Мариовско, каде што требало да се разгледува планот за напад на гарнизонот во споменатото село, седиште на Мариовската нахија. Војводата Русински предложил со тактичко маневрирање да се освојат предвидените позиции, додека пак Петре Ацев и Перо Тошев предлагале со опсада да ја завземат касарната. Нападот бил извршен според планот на Ацев и на Тошев и се покажал како неуспешен. Поради длабокото незадоволство во врска со различните ставови за планирање и изведување на нападите, Русински решил да го напушти местото на член на Прилепското горско началство и се вратил во својот реон во селата од Битолскиот дел на Мариово. Тој во текот на востанието повеќе действувал дефанзивно и влегувал во судир со османлиската војска само во крајна нужда. Тоа го правел со цел да ги зачува борбените сили на Тморо, кои биле под негова команда, и да го заштити населението од репресија на власта. Во екот на востаничките настани, војводата Русински го презел раководството и на леринските чети, се додека траело востанието. На 14. август 1903 година, во раните утрински часови, се случила битката кај Дунско-Мариовско. Во неа учествувале четите на Русински и здружените чети на војводите Никола Пешков и Анте Василев. Поради недисциплинираното однесување на војводите Златков и Железаров, загинале 22 четници, додека четниците на чело со војводата Русински одвај се извлекле од местото. Со постојани маневри, четите успевале да обстанат, но есенскиот студ веќе ги затекнал неподготвени. Слабо облечени и речиси боси, четниците
почнале да размислуваат за префрлање во друг реон или за расформирање. Наскоро пристигнал членот на главниот востанички штаб на Битолскиот револуционерен округ Борис Сарафов, кој им го соопштил решението за распуштање на четите и за прекинување на востанието. Некои му приговорија: "Дотаму ли ја дотеравме, господин Сарафов?" раскажува Русински. "Пролетта ни ветувавте дека Бугарија ќе води војна со Турција за да ни помогне, а сега остануваме во полоша положба од порано." Сарафов одговорил: "Таква е дипломатијата." По неколку дена, откако се разотишле и последните четници од неговата чета, во почетокот на октомври 1903 година, Русински пристигнал во Битола. Огорчен и разочаран од односот на раководните кадри на организацијата во градот, кон крајот на ноември 1903 година, Русински заминал во Софија. Таму, по востаничкиот неуспех, биле пристигнати голем број четници и војводи на организацијата. Меѓу нив започнале дискусии на кои се правеле оценки за илинденските настани и се разгледувале можностите за идната организацијска дејност на Тморо. Во врска со ова, Русински кратко соопштува дека се одржале 2 конференции, на кои доминирале прашањата за вината на Сарафов и на Карванов за востанието и за перспективите на Тморо. Русински и Никола Карев, како социјалисти и противници на строгата централизација, која овозможува голема концентрација на моќ во рацете на луѓето од Централниот комитет, а поучени од настаните по 1901 година, предлагале децентрализација на организацијата која во иднина би израснала во значаен политички фактор. Но овој нивни предлог не бил прифатен. По ова, Русински се повлекол од активното учество во споменативе средби и воопшто од работата во Тморо. По кусиот престој во Софија, тој заминал на закрепнување во градот Враца, каде се оженил со својата свршеница, учителката и револуционерка од Охрид Константина Настева Бојаджиева. Таа речиси 2 години се обидувала да го излекува од хроничниот ревматизам како последица од илегалниот живот. Во 1905 година, брачниот пар Русински се вдомил во градот Дупница. Во тоа време им се родила и првата ќерка, Рушка. За Русински нова надеж и можност за поактивна работа на политички и на социјален план, како и за враќање во неговата родна Македонија, предизвикала младотурската револуција од јули 1908 година, која отворила процеси на демократизација на политичкиот живот. Многу бргу од почетокот на младотурската револуција, заедно со дел од македонските социјалисти, Русински пристигнал во Македонија, во Битола. Тој со помош на Васил Главинов го основал работничкото здружение Класно сознание, кое во иднина требало да послужи како основа за местна социјалдемократска организација. Прилично активен во работничкото движење во Битола, Русински пишувал написи во социјалистичкиот печат Работнически весник, Работническа борба. Пишувал за економската експлоатација, за последиците од националистичката и културната пропаганда на соседните балкански држави, за разиденоста на работништвото по таа основа и така натаму. Но веќе кон 1910 година, поголемиот дел од придобивките стекнати во јули 1908 биле уништени од самите младотурци. Во овој контекст Русински запишал: Младотурците го окрвавија хуриетот. Народот протестираше во Битола, Крушево, Прилеп, Охрид. Јасно се виде дека турците не ни веруваат. Во 1910 година започна разоружувањето. Убиства, апсења. За 2-3 години не остана ништо од хуриетот. Болен и изнемоштен, Русински повторно заминал од Македонија. Есента 1912 година започнала Првата Балканска војна.
а Македонија станала едно од главните боишта. Објавувањето на воената мобилизација во Бугарија го затекнала 37-годишниот Русински како политички емигрант, жител на градот Дупница. Русински го оставил семејството и заминал во градот Серес кај генералот Волков, чијшто секретар бил Ѓорче Петров. По кратка обука за даночна служба, Русински бил назначен за секретар Бирник во родното село Русиново, каде што се преселил заедно со семејството. Овде најмногу се ангажирал околу организирањето на селските општини и за враќање на имотите и шумите на собствениците во атарот на селата Русиново и Владимирово. За време на Втората Балканска војна, при настапот на грчката војска во Малешевско, односно во Русиново, куќата на Русински била запалена и тој бил принуден со семејството да избега во Бугарија. Во Првата светска војна, Русински бил мобилизиран во помошниот сектор на бугарската војска во делот на Малешевско. Во местноста Сувилаки се наоѓала главната работилница за поправка на воената опрема, каде што Русински работел како занаетчија колар. Тој овде повторно се ангажирал околу прашањето за организирање подобар живот на тамошното население. Резултат на оваа негова активност била проект програмата за организирање на животот во селата на Малешевско по завршување на војната, односно препорачувал изградба на општинска зграда, на училиште, на општинска воденица, обезбедување вода од Смојмировските извори за селата во Малешевско. Покрај учеството во Балканските војни, Русински со објавувањето на Првата светска војна се вклучил исто така во активностите на бугарската армија. Тој бил ангажиран во делот на загрижа за населението за својот роден крај во Малешевско. Сериозно се посветил на таа своја обврска, познавајќи го и крајот, и менталитетот на населението, и природните ресурси. Значи, се зафатил со поставување на една програма која што се содржала од повеќе точки и во неа биле вградени сите потреби економски, социјални за подобрување на секојдневниот живот на населението. Во почетокот на 1918 година, Русински си го довел семејството во Берово. Крајот на Првата светска војна на територијата на Македонија бил означен со капитулацијата на Бугарија пред силите на Антантата. Русински, заедно со своето семејство, останал да живее во родното Русиново, во новосоздаденото Кралство на србите, хрватите и словенците. Русински се вклучил во локалниот политички живот. Најпрвин бил избран за член на финансиската комисија за Малешевската околија. Со неговото ангажирање, комисијата го намалила големото оданачување на населението. Во изборната 1920 година, тој бил активен во пропагирањето на социјалистичките идеи со цел да се гласа за Комунистичката партија. По негова заслуга, Комунистичката партија во Малешевската изборна околија имала извореден успех и на општинските и на парламентарните избори. Русински бил избран за подпредседател на Мировниот суд и за председател на Владимирската општина. Но тогаш започнале отворени прогони против сите припадници на општинските управи што биле во рацете на Комунистичката партија и против секаква национална и комунистичка дејност. Русински, пред опасноста да биде убиено целото негово семејство, го напуштил својот роден крај и заедно со сопругата и трите деца илегално се префрлил преку граница во Бугарија. 20 години, од 1921 до 1941 година, стариот македонски револуционер, како што самиот тој се нарекувал, живеел мачен живот како политички емигрант во Бугарија,
доживувајќи ја таму и големата семејна трагедија. Од туберкулоза починале неговите две ќерки, Роза и Карамфилка, и сопругата Константина. Значи, кога завршуваат воените действија, се променила политичката состојба, особено во овој крај, значи се променила власта. Русински се разочарал до одреден степен и иако неговата родна куќа била разрушена за време на Балканските војни и тој времено емигрирал во Бугарија, че после повторно си го донел своето семејство во своето родно село и започнуваат после Првата светска војна повторно, значи, години на неговото мачно живење, на борбата со политичките состојби, со екзистенционалните проблеми, здравствените, семејните трагедии и така. Оно што е карактеристично за Русински, посебно во периодот меѓу двете светски војни, тој е револуционер кој што навистина доживува една семејна трагедија во овој период, меѓутоа сепак, ако ги гледаме неговите запишани дела, ќе видиме дека тоа е човек кој што оставил пишана оставнина, не само во вид на спомени, туку и како статии во определени списанија кои што излегувале во царството Бугарија. Една од нив е книшката која што се однесува за основниот или градивниот период на македонската револуционерна организација, појаснувајќи ги основните идеи и корените на организацијата. Но она што е за нас многу побитно, што неговите спомени, оставени во 9 тетрадки пишувани од негов ракопис, се донесени од страна на неговата најстара ќерка, Рушка, која што, иако немала најдобри односи со својот татко Русински, постојат причини за тоа, меѓутоа таа ги доверила на Република Македонија и ние тие запишани спомени ги имаме во Институтот за национална историја и на тој начин можеме да го проследиме не само биографскиот дел на Русински, туку и воопшто револуционерното движење, па да ги запознаваме и други четници, и други војводи, така што е една комплексна личност која што ни ја разоткрива организацијата во повеќе сегменти. Тој не се активирал како некои негови соборци и револуционери во ВМРО, организацијата раководена од Иван Михајлов. Русински бил повеќе расположен да контактира со припадниците на напредните македонски национални струи и групи. Пишувал написи, а во 1936 година ја објавил книшката Прилог кон историјата на ВМРО во периодот од 1900 до 1903 година. Период на градење. Бугарската окупација од 1941 година на Вардарскиот дел од Македонија, Русински не ја доживеал како ослободување. Откако се вратил во Русиново во летото 1941 година, иако во поодминати години, Дедо Коле, како што го нарекувале селаните, се ангажирал во подобрување на секојдневното живење на луѓето. Очекувајќи го успешниот крај на антифашистичката борба на македонскиот народ, Никола Петров Русински починал летото на 14 јуни 1943 година во родното Русиново. Накратко, ако треба да го дефинираме ликот на Русински во македонската револуционерна борба или во македонското револуционерно движење, би рекле дека е револуционер, но и обштественик. Ако треба тоа да го дефинирам, тоа е работа во повеќе реони на Битолскиот револуционерен округ, кој што зафаќал голема територија од поранешната територија на Македонија и фактички не му се доверуваат деловите кои што треба да се ангажира како војвода поприлично, затоа и честопати тој во своите спомени се дефинира самиот себе си како агитатор, организатор и идејник. И навистина било така. Тој е војвода кој што треба да го внеси Гоцевиот концепт, односно Четричкиот институт во Демирхисарскиот револуционерен округ, во Крушевскиот, во Прилепскиот, во Охридско-Струшкиот, како и во Мариовскиот дел на Битолското поле. Во историјата постојат два вида личности. Оние што ја создаваат
и оние што ја следат историјата. Никола Петров Русински е од првата категорија. Тој е личност со рано всадена и високо култивирана свест за високите вредности на човечкото достоинство. До крај останал доследен на револуционерниот концепт за ослободување на Македонија, на социјалистичката идеологија и на основниот принцип – борба со сопствени сили до потполна независност.